На овие, ајде ги кажеме, мрзливи административци ќе им бидат понудени повисоки плати за да излезат од администрацијата, односно државната служба, ако прифатат да работат за приватни газди. Се согласувам со тебе, некако нешто има работата, меѓутоа овој модел што вчера го кажа министерот за администрација Дамјан Манчевски отвори многу дилеми. Бизнисот на некој начин е поделен. Гости во Дневникот денеска со нас е председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров. Димитров, ви благодарам што сте дел од Дневникот. Како ви се чини? Ве прашувам и како председател на организацијата, но и како приватен газда. Би вработиле ли приватен бизнисмен, би вработиле ли лице за кое што државата ставила печат дека е неработник? Па не мора да стави печат дека е неработник. Државата може да каже дека за неговите квалификации, неговите способности, место во администрацијата нема. Но тоа не значи дека тој не може во приватниот сектор да си го најде своето место. Очигледно се работи за непопуларна реформа и ваквите реформи по правило владите ги прават на почетокот на мандатот, но мислам дека оваа влада добро е, малку храброст покажа за решавање на ова прашање, бидејќи на вистина, ако е решена да направиме мала и професионална администрација, тоа ќе биде добро за сите. Беа понудени неколку модели, тоа се разгледуваат практично на јавната расправа, која што се уште трае, ќе се менуваат и законот за административни службеници, и законот за вработени во јавниот сектор. Вториот модел е да се направи преквалификација на административците, бидејќи стопанските комори претходно кажаа дека не им се потребни правници и економисти, туку занаети. Во моментов занаетчи во администрацијата немаме. Па видите, занаетчи, не се работи само занаетчи, во јавната администрација има навистина луѓе со машински факултети или технолози кои работат некои правни и економски прашања, некои статистики водат или оние што воопшто не идат на работа. Во секој случај дека ќе има потреба од одредени преквалификации, да тоа лице се способи да работи во приватниот сектор. Мислам дека главно за успехот на оваа реформа ќе биде дали тоа ќе биде само под услов на согласност или договор меѓу трите страни, или тоа ќе биде доволно да биде согласно помеѓу работодавачот и владата. Ако биде на доброволна база, мислите ли дека административецот за кој што еве популарно се вели ниша врата и зема плата, доброволно би излегол од една таква позиција комотна и би почнал да работи во приватна компанија? Па треба да се направи добра анализа, но јас мислам дека оние луѓе кои навистина сакаат да заработат својата плата и не се чувствуваат баш пријатно ако цел ден нема што да работат. Или да речеме се сменила власта, дошла некоја друга власт и не му даваат никакви задолженија. И тоа не е пријатно за човекот. Човекот треба да заработува својата плата и да се чувствува корисен. Така да мислам дека ќе има и такви случаи, но на крајот на краишта не е никакво зло да се примени принципот на технолошкиот вишок што се применува во приватниот сектор. Значи на работникот му се нуди работување со истата штучна спрема во компанијата, му се нуди кај друг работодавач, што е овој случај, или ако не прифати ни едното ни другото, тогаш ќе биде прогласен технолошки вишок и му се исплати отпремнина за тоа. Дали со овој модел ќе се стават во понеповолна состојба оние невработени кои што чекаат вработување во агенцијата за вработување, бидејќи предност во оваква ситуација ќе имаат административците за кои што пак владата претходно кажала дека не си ја заработуваат платата? Па може и така да се размисли, ама мислам дека тоа не е голем проблем, затоа што во суштина тоа не е намалува можноста на невработени да се вработат во Македонија. Во Македонија проблемот не е на тоа дека имаме ние преголема невработеност, проблемот што имаме расчекор помеѓу понудата и побројачка на работна сила. Значи ни се нуди од образовните системи едни работници со едни квалификации, а на приватниот сектор на стопанство му треба други квалификации. Така да овие ќе може да се вработат, а тоа зошто овој би земал поголема плата или дел од платата би била субвенционирана од страна на владата, кој има интерес за тоа да го направи, може едноставно да се каже, па тој човек веќе работел. Така да не може да се стават во ист кош и невработените, долгорочно невработените кои досега не сакале, не прифаќале работи за преквалификација и чекале да добијат на својата струка, иако се свесни дека уште 30 години на својата струка не може да најдат работно место. Вие не сте политичар, меѓутоа во Македонија економијата и политиката се врзани во едно ткиво. Ќе ве прашам, може ли да очекуваме политички реванжизам на некој начин со отпуштање на политички неподобни административци?
Па секако за секоја опозиција тоа ќе биде политички реваншизам, но ако се тоа направи транспарентно, се направи одредено бодирање, анализа право на способности на школската спрема и на тоа на какви работни места работат тие луѓе, и се направи истражување кај приватниот сектор, тој да излезе со своји предлози за каков кадар му треба, ја мислам дека овде ќе се случат и добри работи, бидејќи на крајот на кришата во Македонија не фали само кадар во црната металургија или во текстилството, што се мисли, или во градежништвото. И банките се соочуваат да нема кадар, и хотелите се соочуваат да нема кадар. Така да тие луѓе може да најдат работно место кој навистина ќе бидат исполнети и се разбира ќе имаат одредена плата подобра него во државниот сектор. И нема да мораат политички да се ангажираат, да ги носат со автобуси на разните митинзи и да мораат да одат по куќите да агитираат. На крајот на кришата за мене е најдобро секој државен службеник да биде деполитизиран. Тој да потпише изјава дека е државен службеник на Република Македонија, Република Северна Македонија и на граѓаните на Република Македонија, а не државен службеник на партијата која го вработила. Министерот за администрација вчера кажа дека вработењето во приватниот сектор е поубаво. Дали вие се согласувате со таа теза негова? Па јас знам многу случаи дека е поубаво. Вие знаете дека во Македонија најмалку половината од машински инженери работат дистрибутери на храна, работат некој маркетинг, работат работи за кои не се школувале, но си го нашли своето место. На крајот на кришата во Европа денеска е присутен тренд да се заврши некој општо образование, а додатните квалификации да ги добиваш дури после со преквалификации, со додатно усовршување онаму кај што ќе се вработиш. За жал во Македонија се уште имаме случаи каде имаме над 90 доктори на науки кои немаат ни еден работен ден никаде, а докторирале некоја тема за која и се мислело дека е интересна. Значи, ние треба образованието и потребите на стопанството многу силно да го поврземе ако сакаме да добиеме развој на државата. Да се прават одредени напори за дуално образование во кој што големите компании и фабрики кои што имаат потреба од стручен кадар да го финансираат и да ги изготвуваат заедно со Бирото за образование програмите по кои што ќе учат учениците. Очекувате тука да има некаков напредок? Таму мораме многу побрзо да реагираме, затоа што ситуацијата на вистина е многу лоша. Ние имаме гранки во Македонија, особено во преработувачка индустрија, кои веќе за една година имаат 20-30% намален број на работници. Така да мора брзо да реагираме. Имаме неколку многу добри пилот проекти. Тука е случајот со Ева на Македонија, тука е случајот со Рехау, кои се навистина се поврзани. Имаме навистина компании во индустријата кои се спремни да плаќаат одреден надомес додека учениците се школуваат кај нив, а за сметка на тоа ќе ги одберат најдобрите и ќе ги вработат после завршување на средното стручно образование.